Како и колку вештачката интелигенција може да помогне за лоцирање на отпадот и заштита на животната средина? Центарот за иновација и развој Инос од Прилеп заедно со софтверската компанија Vertex од овој град изработија софтвер за лоцирање и менаџмент на отпадот со помош на вештачка интелигенција, каде како ресурс се користат пред се луѓето кои го сликаат отпадот и потоа тие локации ги внесуваат во системот. По аплаудирањето, вештачката интелигенција одлучува дали отпадот е хартија, пластика, органски или друг вид на отпад и како понатаму да се третира. Во следен чекор е интеграција на оваа апликација во спорт тракинг апликациите, значи кога одите низ планина, обично се тракираме колку сме испешачиле, колку сме испланариле, колку сме возеле. Едноставно застанува со помош на мобилниот телефон и активира нашата апликација преку нивните и го ѓубрето, мислам, она го слика. Доколку меѓутоа сепак кога комуналните претпријатија ќе ги добијат местата каде што имаме таков отпад, тие можат да ја видат и сликат. И следен чекор е како не само комуналните претпријатија, туку некои активисти кои што сакаат да чистат би го направиле тоа. Значи, преку апликацијата можат да видат каде има одреден тип на ѓубре, да се организираат и да го соберат. Оваа апликација ќе биде прво спроведена во Прилепско-Битолскиот регион, а нејзините креатори се надеваат дека за истата ќе се заинтересира и државата. Значи, не сме профитна организација, значи нашите услуги би ги понудиле радо доколку тоа би било позитивно за заедницата. И од страна на едукација, и од страна на доставување на софтверот, може би не целосно бесплатно, но по некои услови кои се екстремно добро прифатливи. Меѓутоа треба и од другата страна да има фидбек. Според познавачите на приликите, овие нови алатки најдобро може да се прошират кај луѓето преку социјалните медиуми. Најдобар начин е како со овие алатки да ја покренеме групата на млади од 20 до 35 години, кои што имаат најдобри можности за ова, а кои што пак од друга страна не ги интересира истото или пак овие информации не стигнуваат до нив. Има многу начини како вештачката интелигенција може да помогне во заштита на животната средина, да го детектира ѓубрето и автоматски да испраќа информации до организации кои што можат да го исчистат. Како истражувач, јас лично работам и на алгоритми за оптимизација на сообраќајот во градовите и за намалување на загадувањето на воздухот. На оваа уникатна работилница во Прилеп беа собрани експерти од сите земји на Западниот Балкан за да дискутираат и истражат нови начини за примена на вештачката интелигенција во зачувување на животната средина.